Добро утро до гледачите на Алфа телевизија и на Добро утро секој утро. Уште еднашка, како што најавивме, продолжуваме сега со првото интервју за денеска. Доктор Александар Каревски, кој што е еден од создавачите на акцијата со визирите, која што навистина предизвика огромно внимание во јавноста. Имаат навистина многу позитивни коментари, ќе зборуваме и за донацијата која што ја добија за подготвување на вакви визири, секако со господинот, односно докторот Александар Каревски. Докторе, добро утро. Најпрво би сакал од името на целата редакција на Алфа телевизија, од моје име да ви се заблагодарам за вашата несебичност, за вашата хуманост која што ја прикажувате овие денови. И сакам да ве прашам колку е тешко да се работи, и да се подготват толку многу визири. Добро утро. Прво би сакал да се заблагодарам на поканата, исто како и на вашата помош, за медиумско покривање на целиот овој настан. Тешко, одзима многу време, тешко е да се вметне, уште еден огромен проект како што е овој во своите работни опаски, но работата која што се врши едноставно ви дава сила да продолжите секој ден се понатаму и понатаму. Да речеме, последните вечери мислам дека никој од нас не си отиде дома пред полноќ. Денеска е светски ден на здравието. Главна тема, акцент од Светската здравствена организација се дава на заштитата на медицинските лица. Сакам да ве прашам колку во Македонија се заштитени овие лица, бидејќи имате исто и вие сте во допирна точка со сите нив. Медицинските лица, за жал, кај нас, но и секаде во светот не се посветуваше доволно внимание на нивната заштита, се додека не бевме подсетени колку се тие битни во особено вакви моменти кога се случува една светска пандемија и кога тие се последната одбрана од пандемијата. Затоа што кога вирусот ќе ја помине таа граница преку медицинските лица, веќе сите одбрани на системот паѓаат. Во тој момент се случува, за жал, нешто како што е Италија, за жал, еве и Шпанија, и нивната важност е непроценлива. Медицинските лица најчесто дури, за жал, некогаш и самите не се свесни колку треба да се заштитат. Ние, навлегувајќи во секојдневието, понекогаш и забораваме дека треба да ги употребуваме сите тие препораки, заштитни мерки кои ги имаме, за нешто вака да не подсети сурово после тоа. Гледаме за жал поразителни бројки во Македонија, над 500 заболени, од кои над 10% се токму медицинските лица. Зошто е тоа така? Нели се заштитени доволно, нели имаат доволно маски, ракавици и заштитна опрема? Еве сега и визирите се од голема помош. Токму тој беше една од причините да ја започнеме оваа акција, затоа што тие визири прво и основно не се ставени како основна потреба за заштита на медицинските лица. Маските, скафандерите сега во Македонија ги има, но нивниот број не можам да кажам дали е доволен се уште, затоа што тек ни следува пикот на целата оваа пандемија. И како и секаде, ако една Германија се соочи со недостиг, ако Италија се соочи со недостиг, јас сум сигурен дека за жал и ние ќе се соочиме со недостиг на заштитна опрема, особено за медицинските лица, затоа што таа опрема е со краток рок на траење, брзо се менува, а веќе и производителите немаат во своите магазини. Сакам да ве прашам дали сме подготвени токму за таков момент. И ќе цитирам еден гледач кој што ни саја пред 10 минути. Еве, видовме многу од лекарите дека се жалат токму на овој проблем, а гледачот вели дека тука се исполитизираат работите. Дали сметате дека тоа е така или на вистина лекарите имаат потреба од помош? Се враќаме за брз гледачи, мал технички проблем имаме со господинот докторот Александар Каревски. Дали е сега во ред? Јас ве слушам одлично. Само момент. Да, во ред е, продолжете, да.
се случува такви работи, да сме. Да. Да, значи потребата од помош према лекарите, особено за медицинска потреба, е потребна без разлика, како што кажав, од каде доаѓа. Дали е државата, дали се доброволците во 3D принт медицинска опрема кои што ќе ги снабдат со визири. Секако дека има места во Македонија каде што снемува опрема, дури сега во моментот светот не беше подготвен за ваква работа, а не па ние. Ова мора да се надмине што поскоро, значи мора да се фокусираат сите можности и секој мора да помогне колку што може. И факт е дека ќе снема медицинска заштитна опрема затоа што брзо се троши, имаме голем број на случаи и сите тие треба соодветно да се лекуваат. Да, сакам да разговараме секако околу вашата организација, нешто можеби најдобро што се случило на Македонија периодов. Нидовте на многу позитивни коментари и на многу внимание од јавноста. Дали очекувавте ваква реакција? Воопшто не беше очекувано. Моето очекување кога повикав со пост на Facebook доброволци кои поседуваат 3D принтери да им се придружат во акцијата, очекував можеби 50 на луѓе да се пријават и заедно да успееме можеби да покриеме некоја од помалите клиники, здравствениот дом можеби со медицинска опрема. Но тоа што се случи беше неверојатно. До денеска Facebook групата 3D медицинска опрема, значи брои околу 21.000 членови. Имаме преку 60 да не сгрешам, 60 луѓе кои активно ги печатат венчињата за заштитните визири. Имаме преку 100 доброволци кои што помагаат со склопување, со дистрибуирање. Значи направивме една организација која што за 10 дена има дистрибуирано низ Македонија повеќе од 6000 заштитни визири. На социјалните мрежи објавивте и сметка за донација на која што ќе можете да се донираат средства, на која што собравте повеќе од 600.000 денари за само неколку дена, сума за која што веќе апелиравте да престанат да донираат граѓаните. Дали оваа сума на пари е доволна да се снабди целата држава или ќе треба повторно да се има некаков вид на помош? Се надеваме секогаш ваквите проекти се прилагодуваат на средствата кои ги имате. За наша среќа имавме премногу солидарни луѓе кои што сака да донираат. Најголем број од тие донатори се луѓе поединци кои донирале буквално колку можеле и затоа и пративме апел до луѓето да прекинат со донациите во овој момент, додека не го направиме целосниот план за акцијата што ќе опфати. Мислам дека за еден дел ќе ни бидат доволни, но за да се покрие целата држава, секако дека мислам дека ќе ни фалат уште малку средства, особено со некои планови кои што се уште не се тотално да речем реализирани за да можам да ги кажам, но ако све излезе како што треба, мислам дека секој здравствен работник ќе успееме да го заштитиме со заштитен визир во најскоро време. Дали имате некаков вид на помош од државата, од Министерството за здравство, бидејќи покрај маските, покрај ракавиците, овие визири не само во Македонија, туку и во светот се покажа како доста од помош, па дали имате било каква помош од државата? Ние бевме во контакт, не исконтактира и од кризниот штаб и од Министерството, но поентата беше ние и од самиот старт не баравме никаква активна помош од нив. Значи, нашата поента на целата акција беше државата да си го работи тоа што таа треба, а ние во сето тоа да допомогнеме. Ако ги бараме ресурсите од сите страни, едноставно нема поента. Така да ние пробуваме на тоа што веќе државата пробува да го направи, да дополниме и прво и основно да ги заштитиме здравствените работници. Да, бидејќи сте доктори, секојдневно нели имате и пациенти, постојано имате работа, како успевате да најдете време за се ова да се спакува? Дали воопшто спиете во текот на денот? Да кажам, за среќа или за несреќа, скоро сите здравствени работници сме научени на кратко спиење и да функционираме во периоди со многу подолги смени него што би требало, така што
научени сме, но секако на крајот некогаш и ќе мора да одмори. Кои се сега вашите следни активности кои што ќе можете да ги споделите на јавноста, на гледачите и да бидеме нели сите ни информирани? Во моментот, значи, поделени се преку 6000 визири низ целата држава, покриени се скоро сите јавни здравствени установи, од вчера се покриени добар број и на приватните здравствени установи, вклучувајќи ги и матичните лекари, така што првата линија каде што пациентите доаѓаат, ризичните пациенти доаѓаат во допир со лекар, во моментов е покриена. Сега во овој момент правиме дополна на тие места, за да можеме да обезбедиме сите тимови кои работат на тие места да имаат визири, а се надеваме дека со ова темпо и со некои мали подготовки во производниот процес, дека во наредните 7 дена би можеле да направиме многу поголеми количини и буквално секој здравствен работник во Републиката да го покриеме. Така како за крај на разговорот би сакал да ве прашам дали можеме во овој момент со било каков апел до граѓаните, до институциите, до било кој нешто да посакате да ви се помогне на било каков начин, бидејќи со ваков хуман гест дефинитивно заслужувате поддршка. До граѓаните можем само да апелирам да се држат до препораките на Светската здравствена организација, да внимаваат, ни следува тежок период, тешки се мерките кои што се преземени, изолацијата не е нормална за човечкото битие, но тоа е многу полесно од алтернативата. Така да би ги замолил сите да се придржуваат до мерките, да бидат искрени кога одат на лекар, значи доколку сте имале контакт со заразено лице, тоа не е ниту срамота, ниту проблем, само треба да ја кажете вистината за да можеме ние да постапиме соодветно на тоа и да се избегнува одење на лекар доколку на вистина нема потреба. Затоа што во овој момент сите здравствени работници, од матичните лекари до колегите кои работат во ургентните центри се и под тензија и под зголемен обем на работа, така да пробајте, штедете ги здравствените работници и користете ги кога ви е тоа само најпотребно. Така, ви благодарам на одвоените минути и покрај тековните обврски во текот на денот и покрај нели оние сите случувања ги имате многу, што наоѓате време и вака и преку медиумите да се обратите, да се јавите до гледачите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за поддршката и за поканата. Така, продолжуваме сега со интервјуто исто со колегата на Александар Каревски. Сега одиме со доктор Бојан Трајковски, кој што морам да споменам дека ни испрати видео во 3 часот наутро, затоа и го поставив на почетокот на интервјуто тоа прашање дали до толку касно се работи, очигледно дека е така, а и во 3 часот наутро може да се најде време да се прати видео или интервју до нас медиумите за да можеме да ви информираме со сите нивни тековни случувања. Добро утро. Пред себе сакал да ви се заблагодарам за вашата медиумска поддршка и помош во текот на целата оваа акција. Знаејќи со каква состојба и сериозност оваа држава се соочува, ние како Асоцијација на специјализанти и млади лекари решивме да покажеме проактивност, креативност и желба да помогнеме во оваа борба со невидливиот непријател. Свесни сме дека оваа наша држава се соочува со особено големи проблеми во соочувањето со коронавирусот кој што е особено актуелен периодов и воедно со прогласената пандемија. Знаејќи со какви ресурси оваа наша држава располага и сите проблеми кои што низ годините ги имаме во здравствениот систем, сметаме дека токму ние, младите лекари, треба да бидеме двигатели и носители на промените кои што би настанале во оваа наша држава. Токму затоа, непосредно пред неколку 14 на дена, на идеја на еден од членовите на Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари, доктор ортопед Александар Каревски, излезе идеја за производство на така наречени визири, односно заштитни маски, кои што се докажаа дека се единствената, би рекол, најсигурна и најголема заштита која што медицинските работници би можеле да ја добијат во моментов. Идејата беше да се формира една најобична Facebook група каде што одреден број на влюбеници во 3D принтингот би се вклучиле и би помогнале во реализирањето на одреден мал број на заштитни маски и визири.
Меѓутоа сето тоа условно кажано да кажам позитивно излезе од контрола и за непосредно неколку дена успеавме во овој момент да броиме околу 20.000 членови. Во таа група во која што се вброени голем број на принтерџи, луѓе кои што се активно вклучени во производство, дистрибуција, лекари, луѓе кои што постојано помагаат во оној аспект на донации и слично. Соочени со недостаток на заштитна опрема, бевме свесни дека ваков тип на заштитен визир и тоа како ќе биде потребен за лекарите и за медицинскиот персонал. Првенствената идеја беше да ги покриеме јавните здравствени установи, меѓутоа свативме дека едноставно имаме капацитет и можност да покриеме и воедно да ги покриеме и приватните здравствени установи. На самиот почеток беа одреден мал број на 3D принтерџи, меѓутоа за многу кратко време, веќе во моментов броиме нешто над 60 принтерџи, односно луѓе кои што работат на 3D принтинг. Основната идеја е да се формира еден заштитен визир кој што се дистрибуира до медицинските работници, лесно се дезинфицира и се користи во директниот контакт со болните од COVID. Воедно имаме производство како во Скопје, така во неколку градови, кои што Битола, Охрид, Берово, исто така Струмица и покриваме одреден голем дел од Македонија. Покриваме планот ние да ја покриеме комплетно цела Македонија и буквално да ги покриеме сите јавни и воедно приватни здравствени установи. Со самото ова сакаме да покажеме дека токму ние младите сме тие кои што треба да бидеме носители на понатамошните промени во здравството, да сето она што е недостаток, односно негативност во нашето здравје, односно во нашето здравство, ние како млади лекари треба да го смениме и сето ова што во моментов го правиме само еден доказ дека Македонија се уште има активни, проактивни луѓе кои што користејќи го својот талент, својата несебичност, својата хуманост можат да направат промена. Морам да напоменам дека се тоа што во моментов го правиме, ние како лекари, како иницијатори, немаше да се случи без да бидат, како што ние сакаме да кажеме, тивките борци од 3D принт медицинска опрема, кои што константно, деноноќно, дури во моментов во кој што ние разговараме, принтаат со цел да произведат еден визир повеќе. Токму на самиот крај би сакал да упатам порака дека апсолутно сите оние кои што донира и кои што во секој аспект се вклучија да ни помогнат, како државата која што морам да признам има постојан слух за ова што го правиме и дава константна помош во истото, така и на оние безброј луѓе кои што несебично издвојат дел од своите финансиски средства со цел да ни помогнат во изработката на овие визири, но воедно би сакал и да упатам порака до сите мои колеги лекари да се стрпат и да имаат трпение, бидејќи секој еден лекар во оваа Македонија, но воедно и секој еден медицински персонал ќе добие заштита во борбата против COVID. Тоа е едно што ние би можеле да им помогнеме. Вистинските херои, оние кои што се водат по паролата еден заштитен визир, еден спасен човек, се тивките борци од 3D принт медицинска опрема. Ви благодарам уште еднаш на желбата да ни помогнете и медиумски да ни покриете. Благодарам.